Секоја гласачко ливче на која ќе има прецртување, шкртање и допишување, ќе се смета за неважечко. Тој глас нема да се брои на контото на ниедна политичка партија. Од Државната изборна комисија вела дека гласањето е валидно само за заокружување на бројот пред носителот. Граѓаните своите гласачки ливчиња треба да ги обележат со заокружување на редниот број пред подносителот на листата. Напомнувам, со заокружување на редниот број пред подносителот на листата. Ниту еден друг знак не смее да биде ставен во гласачкото ливче, затоа што во таков случај гласачкото ливче ќе биде сметано за неважечко. Портпаролот на Државната изборна комисија Шабани веле дека тие се целосно подготвени да се справат со предизвикот за народно изјаснување во време на пандемија. Председателот на ДИК Залфа веле дека овие избори имаат новитет во врска со информирање на општинските изборни комисии до Државната изборна комисија за неофицијални бројки. Државната изборна комисија оваа година изготви посебно апликативно решение, софтверско апликативно решение кое ќе овозможи неверојатно брз трансфер на резултатите од самите избирачки места, првичните неофицијални резултати, имено по завршувањето на гласањето во 21 часот, избирачкиот одбор пристапува кон пребројување на гласовите, го утврдува и го сумира резултатот, го подпишува записникот број 16 и веднаш потоа председателот или заменикот председател на избирачкиот одбор со помош на оваа апликација ќе ги внесе бројките, односно резултатите од тоа избирачко место и ние веднаш во реално време ќе ги видиме на екранот тука во Државната изборна комисија. Што значи нема да се чека да се носи материјалот до Општинската изборна комисија, па оттаму до ДИК. Тоа ќе се прави, меѓутоа заради официјализирање на резултатите. Гласањето на овие парламентарни избори ќе трае 3 дена. Денес гласат позитивните на COVID-19 и лицата во самоизолација. Утре гласат болните, изнемаштените, лицата кои се во притвор или во казнено-поправна институција, додека пак во среда сите оние гласачи кои не спаѓаат во претходните категории. Гласањето во среда ќе трае од 7 часот наутро до 21 часот. Право на глас имат 1.814.263 граѓани. За овие избори акредитирани се и 2508 домашни наблюдувачи, 96 странски, како и 56 преведувачи и 55 странски новинари.